И натаму сме отворени СМС на 070-145-921, отворена телефонска врска 5511-793. Се за сметањето на времето. Доколку сте љубопитници на оваа тема, поверете. Во нашето студио вечерва Зорана Милчевски зборуваме за сметањето на времето. Рековме до сега доста работи од првиот календар кога е појавен, кој го изработил јулијанскиот календар, во кои услови се појавува. Но има една се чини хит ситуација. Од поново време на интернет почна да се врти јадници луѓе ја посетуваат таа страница, почна да се врти една дата врзана за раѓањето на Исус Христос. Се тврдат австралијанци, мисля че дека станува збор за австралијанци, тврдат дека 17 јуни е денот на раѓањето на Исус Христос. Меѓутоа, познато е пак во исто време и тоа дека според празникот Божич и според празникот Великден се одредува времето и календарите во одредена развојна фаза. Да, тачно. Сега првото многу ме интересира астрономите што велат колку се во право австралијанците и што е тука ново, која е таа методологија што ние користат, дали станува збор за грандиозно, големо откритие, треба ли да им се верува или пак... Да, не, добро, сега ќе го мислам, или пак се работи за публицитет. Да, мислам дека се работи за публицитет, затоа што овој датум е пресметан многу порано. Мислам, сега не сум сигурен, мислам дека е пресметан од Волфганг Гете, отприлика некаде 200 години од денеска. Сега зашто се работи? Се работи за датумот 17 јуни втората година пред Христа, или 17 јуни 751 година според римскиот начин на броењето на годините. Сега зашто се работи? Во Библијата, во сите 4 евангелија, значи се наведува дека Исус, мислам тројцата мудреци, ја пратиле звездата и звездата застанала изнад пештерата во Витлеем и во таа пештера е роден Исус Христос. Значи, во сите евангелија се наведува дека на небото тогаш нешто се случило, па кога е роден Исус Христос. Сега од тука, ако погледнете на било кој астрономски програм, мислам, дали било на Star Night или на Redshift или било каде, ќе видите дека на 17 јуни, втората година пред Христа, или 751 година по римскиот начин на броењето на годините, планетите Венера и Јупитер доаѓаат една до друга. Што значи, тоа се Венера е најсветла, да речеме, звезда. Добро, не е звезда, не е планета. Значи, после Сонцето, после Месечината Венера е трета, а четврти се е Јупитер по светло што дава на небото. И они се наоѓаат една позади друга. И во тоа време, сигурно, кога би се нашле тие две најсветли точки на небото, се гледа као нешто големо да е родено на небото. А во Библијата убаво пишува дека тројцата мудреци нели ја пратиле звездата и звездата застанала изнад пештерата во Витлеем. Сега нормално, тоа е периодот кога двете точки, значи на небото, Венера и Јупитер, се спајаат и даваат една многу поголема звезда, која вие што ја нарекувате. Меѓутоа, тоа се две планети дадени таму. Сега, зашто не може да биде родено тоа? Зашто не може тогаш Исус Христос да биде роден? Мислам, тоа овој едни австралијски астрономи го дадоа и на некој начин тоа беше сензација, меѓутоа таа сензација траеше многу кратко. Мислам, и не беше, иако они се излекува доста брзо се демантирани. Да, брзо се демантирани. Зашто? Затоа што, видите, за Исус, ако во било која енциклопедија отворите, ќе видите дека он е роден некаде помеѓу 4-та и 7-та година пред Христа. Зашто? Затоа што во самото Евангелие е запишено откако тројцата мудреци
оттишле кај тогашниот владетел, нели, на областите Јудеја, Идумеја и Трахонитида, Ирод четвровласникот, кој што се нарекува. Он и му кажеле дека е роден новиот крал на евреите. Он им рекол на тројцата мудреци да го донесат тој крал, новороден крал, и за да он да им се поклони. И тројцата мудреци ја разбрале неговата лукавост, разбрале дека сакал да го уништи на Исус, и они не го вратиле Исус, него го однеле, нели, во Египет заедно со неговата мајка Марија. Сега кога Ирод разбрал за тоа, он ги исполубил сите малолетни деца, односно деца од 2 до 3 години во тоа време во израелската држава. Сега, меѓу тоа он си исполубил и неколку своји вомбрашни деца што ги имал. А според римските записи стои дека Ирод четвровласникот на областите Јудеја, Идумеја и Трахонитида умира во март или април месец 749 година според римскиот начин на броењето на годините. А таа 749 година одговара со четвртата година од пред нашата ера. И од тука се смета дека Исус или бил роден таа четврта година, или па веќе имал 2 до 3 години. Значи, ако имал 2 до 3 години, тоа отприлика била 4 до 7 година пред Христа. Исто така, се зема еден друг податок, затоа што Исус во Библијата се споменува дека почнал да проповеда на 30 години. Затоа што во тоа време во еврејската држава имал еден закон, кој што кажува дека секој кој што сакал да биде учител или да биде пророк, морал да има наполнато 30 години. Сега Исус, за да не дојде во судир со законот, нели, во тоа време, он чекал да наполни 30 години, па да почне да проповеда. Сега и во самото Евангелие на Лука се кажува дека Исус во 15-та година од владењето на кралот Тивери, он започнал да проповеда. А Тивери владее од 14 до 37 година, значи 15 и 14, тоа е 29 година, што значи дека никако не можел да биде роден таа втора година, затоа што исто така во Библијата се споменува дека он бил раснат на 33,5 години. Мислам, малце збунувачки делува од толку многу години, меѓутоа сепак работата е доста јасна. Инаку за Исус се знае дека е роден, нели, кој што реков, во тој период помеѓу 4 и 7 година во Ветлем, и на едно место е запишено дека он е роден на 23 октомври во една од споменатите години, значи. И тој е роден од татко Пантера, значи, во еден римски запис стои дека е роден од татко Пантера, началник на нешто во римската војска, и мајка Марија, ткајачка на килими. Значи во тој период, некаде 4 до 7 година пред Христа. Сега зашто Исус на кој начин е поврзан со астрономијата? Поврзан е тоа што подосна во историјата, значи он како еден проповедник од кој што започнува да се шири христијанството, на некој начин неговото воскреснување, значи кое што се случува, нели, после откако ќе биде раснат, христијаните го земаат како негов најголем празник, и притоа они го, значи, новиот календар подосна кој што ќе биде изработен као репер, токму ќе го зема, нели, ова негово воскреснување. Така. Вселенскиот собир во Никеја е некаде 325 година. Зошто е тој толку многу значаен за христијанството? Да, Вселенскиот собир е тој прв Вселенски собир на сите христијански цркви во тоа време. Сега видите, во тоа време постојат 5 епархии, значи, на христијаните, и тоа е Цариградската, Ерусалемската, Антиохиската, Римската и Александриската епархија. И сега во овие епархии различно се слави Велигденот. Значи, нели, Исус Христос е раснат на 33 години, него го предаваат евреите, меѓутоа Понтиј Пилат му било се едно, Понтиј Пилат гледал да биде чист пред кралот Тивериј, он им вели, еве сега правете што сакате, нели, и евреите, он на еден индиректен начин го осудува Исус Христос. Сега неговото тоа се случува на
Тоа се случува на 13-тиот ден од месецот Нисан во еврејскиот календар. Тоа е ден петок. 14 Нисан е најголемиот еврејски празник Пасха, или празникот на бесквасните левови, а 15 Нисан или Воскресение, кој што подоцна се нарекува, Исус воскреснува. Сега, ова воскреснување на Исус, евреите го слават христијаните го слават како еден нов почеток на една нова религија. Значи, еден нов почеток на едно ново размислување на погледите кон светот, значи, на еден таков начин. Меѓутоа, тоа воскреснување сите овие 5 епархии различно го слават. На еден начин, еднашка го слави, пример да речеме Антиохиската, на друг датум го слави Александриската, на трет Ерусалемската и така натака. Сега 325 година, значи еве сега идеме малце хронолошки, 313 година нели Константин Флавиус Валериус ја признава црквата со неговата мајка нели царица Елена и од таа чест нели има на 3 јуни има еден празник во нивна чест, а 325 година он го свикува првиот Вселенски собир на сите христијански цркви во тоа време во градчето Никија. Тоа градче е денеска се нарекува Изник и се наоѓа 100 километри југоисточно од градот Истанбул денешен. Сега да напоменам овдека дека на овој Вселенски собир учествува и представник од градчето Стобијас, денешно Стоби, значи од тука може да видиме дека во тоа време овој дел на Македонија бил доста важен, доста битен дел од таа римска држава. И на овој Вселенски собир, значи, се решаваат две точки. Првата точка се она да се изучи учењето на догмата, значи учењето на Светото Тројство, затоа што во тоа време нели се појавува еден свештеник од Александриската црква по име Арие, кој што дава еден нов правец, значи да не се зема догмата Светото Тројство као некаква си учење во црквата. Тоа е првото прашање, нели, кое што се решува, и второто прашање е да се одреди како ќе се слави празникот Великден. Значи тоа е било едно доста така битно прашање, за да на некој начин постои соединување помеѓу овие 5 епархии. И нова заседание кое што се одржува, нели, кое што започнува на 1 мај 325 година, се решува Великденот као најголем празник секогаш да се слави на денот на пролетната рамнодневница, а таа 325 година ден на пролетна рамнодневница е 22 март. После еврејскиот празник Пасха, а тоа еврејскиот празник Пасха секогаш се паѓа на 14-тиот ден од месецот Нисан и првата недела после полната месечина. Значи ова правило кое што се воведува таа 325 година и ден денес важи во православниот свет. Меѓутоа 1054 година доаѓа до раскол на црквата. Значи, на големата шизма која се нарекува, значи црквата се дели на западна римокатоличка, со седиште најнапред во Рима, после во Ватикан, и источна православна ортодоксна, нели, со седиште во Константинопол или денешен нели после Цариград, па денеш Истанбул. Ова правило 1054 година, значи римокатоличката црква го отфрла. Значи празникот Пасха они го отфрлаат. Така да денеска кога римокатолиците го сметаат Великден или Ускрс, како они што го нарекуваат, као репер го зимаат денот на пролетната рамнодневница, а тоа е 22 март и првата недела после полната месечина. Значи. Се чини дека сепак останавме малку недоречени во претходното кажување за значењето на денот на раѓањето на Исус Христос и конекцијата меѓу тој ден и како астрономите го толкуваат, гледаат на него и така натаму. Затоа ќе прашам сега уште нешто. Од кога Божич е одреден како датум за негово прославување, славење, нели? И колку е точен тој датум како Христово раѓање? Да, Божичот како празник се ова некаде околу 6 век. Значи, во 6 век тогашниот папски советник Бонефиција бара од тогашниот папски архивар Дионисија Хигиус, или во историјата познат Дионисија Малиот, да направи хронолошки редослед на настаните случаи од Христовото раѓање па до тој тогашен датум.